Вашите дискусии и гласање во прилог на предлог законот за минимална плата од 600 евра, предложен од опозицијската СДСМ, како јавниот настап потоа, не поминаа незабележани во јавноста. Што е вашиот мотив да се издвоите од ставот на мнозинството во собранието на кое припаѓате како пратеник на ЗНАМ? Мојот мотив беше принципиелен, бидејќи прашањето за минималната плата е прашање за достоинството и за тоа каква држава сакаме да бидеме. Некогаш политиката мора да биде повеќе од формула и пресметка, но некогаш и ние политичарите треба да носиме одлуки што ќе мотивираат и што ќе го вратат чувството на работникот. Најпрво регионалната споредба. Нашата минимална плата е најниска во регионот. Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, сите имаат повисока минимална плата. И од тука се поставува прашањето дали ние праќаме порака дека во Македонија има најниска ефтина работна сила. Вториот аргумент е просечната визави реалната инфлација. Ние просечната инфлација завршивме со 4,1%, барем за сега, имајќи ги во предвид околностите кои се случуваат. Меѓутоа за граѓаните кои што примаат кои што имаат најниски приходи и минимална плата, за нив реалната инфлација е многу повисока. Зошто? Затоа што нивната потрошувачка е концентрирана во основните животни намирници како леб, јајце, месо, зејтин, енергија и слично. И токму во тие категории инфлацијата е многу повисока. Третиот аргумент е формализација на економијата. Сите сме сведоци дека најголем дел од работниците примаат, односно се пријавени на минимална плата, но останатото го примаат во плико. И тука најголем губитник е државата која се проценува на околу 250 милиони евра на годишно ниво, но всушност губитник е и пензискиот и здравствениот фонд, но истовремено губитник е и самиот работник, бидејќи неговата иднина се темели на минималната плата, а не на реална исплатената плата. Во јавниот настап што го спомнавме, споделивте различен став од ЗНАМ и од мнозинството за уставните измени за внес на бугарите, како и за пристапниот процес на земјава во Европската Унија. Дали од секогаш имате ваков став? Со оглед на тоа што една од темите на кои ЗНАМ доби најмногу гласови на последните парламентарни избори беше токму цврстиот став против уставни измени. Сите политичари од актуелното парламентарно мнозинство, од СДСМ, Вреди, ДУИ, па и лидерот на ЗНАМ господинот Максим Димитриевски, премиерот Христијан Мицковски, сите имаат изјавено дека немаат против внесување на бугарите во уставот, впрочем и останатите етникуми како црногорците и хрватите, но без да се загрози националните интереси. И впрочем јас многу јасно вчера ја кажав изјавата дека ние немаме информации сега што се случува по однос на интегративните процеси, но мора да имаме јасен пат кон однос на тие прашања, без да се загрозат идентитетските и националните прашања. Пак повторувам и сакам овој мој став многу јасно да биде прецизен дека сите политички партии имаат консензус околу ова прашање. Но дилемата е како до таму. Имате ли реакција од раководството на ЗНАМ за ваквите ваши ставови и чекори? Да, секако дека имаше реакции, но тоа е дел од политичкиот процес и не би навлегувал во внатрешните комуникации, но можам конструктивно и принципиелно да одговорам дека јас останувам доследен на моите ставови, кои што сум ги ветувал во изборната кампања, и оставам тоа на времето да покаже какви се реакциите и дали различното мислење треба да биде слабост или треба да биде предност во демократијата. Со оглед на тоа дека потврдивте дека имало реакции, можете да ни поделите дел од нив? Какви беа реакциите на раководството?
Видете, реакциите на раководството се во рамки на различното мислење, ништо повеќе. Едноставно дискутиравме по повеќе прашања. Јас ја образложив мојата аргументација за минималната плата, но ние мора да имаме јасен пат кон ЕУ и мора да имаме јасни и прецизни информации што правиме понатаму кон ЕУ интегративните процеси, бидејќи сведоци сме нашите соседи забрзано се интегрираат во тие процеси. Но исто така напоменав и дека фазната интеграција која што беше најавувана во политичкиот, односно во јавниот дискурс, дека ќе имаме без право на глас, односно нема да сме полноправна членка и ќе бидеме дел од европскиот пазар, сето тоа на еден начин го негира европските и лидери и затоа јас ја поставив оваа дилема да седнат сите политички лидери заедно со нас претениците и да знаеме кој е јасниот пат кон ЕУ, бидејќи ние, според мене, бидејќи ние немаме друга алтернатива. Ако имаме друга алтернатива, треба да ни ја соопштат која е. Но, исто така, без да се загрозат националните интереси, односно идентитетските прашања. Ако бидеме негирани по однос на овие прашања, веднаш да ги прекинеме преговорите. Ова беше мојот став. Според вас, генерално, дали знам успева да ја исполни мисијата поради која стана дел од власта? Уште на самиот почеток, при формирањето на движење Знам, иницијалната каписла беше третата опција и парадигмата коректив на власта. И од тука јас истакнав дека како нов политички субјект, движење Знам треба својот политички и идеолошки идентитет да го гради од позиција на опозиција. Меѓутоа, мнозинството во рамки на органите и телата одлучи да биде дел од власта и ова одлука беше легитимна и демократска донесена и јас ја почитував. Но по 2 годишно учество во власта сметам дека перцепцијата како коректор на власта не е доволно јасна препознаена за движење Знам и дека таа корективна улога не е различна. Затоа сметам дека довербата од народот се гради преку дела и треба да ги застапуваме ставовите кои што ги ветувавме во изборната кампања и затоа генерално ќе кажам дека јас останувам доследен на моите принципи и вредности кои што сум ги ветувал во изборната кампања. Со оглед на разликите во важни прашања кои што се очигледни, дали останувате дел од Знам? Како ќе постапите во иднина во собранието? Како ќе се поставите? Видете, разликите во ставовите понекогаш се и придобивка за самата демократија и плурализмот во кој живееме. И секако дека доколку имаме различно мислење, можеби за некои прашања имаме иста цел, а тоа е да работиме само во интерес на граѓаните. Јас ќе останам доследен на моите принципи и вредности кои што сум ги ветувал во кампањата. Доколку тоа представува пречка за одредени ставови и одредени принципиелни политики, тогаш јас исклучиво ќе останам доследен на тоа што сум го ветувал во кампањата и ќе работам исклучиво во интерес на народот. Ако ве замолам за поконкретно да ни одговорите, останувате во Знам, имате план според последново да действувате независно или имате некој друг план? Што можете поконкретно да ни одговорите во моментов? Во моментот не можам да одговорам на ова прашање, затоа што сметам дека за мене приоритет и важност е тоа да работам во интерес на граѓаните и да носам законски решенија кои што ќе бидат од полза за нив, а не дали тоа ќе останувам или тие шпекулации кои што се во моментот, тоа е ирелевантно и не е толку важно со да или не
важни се принципите и вредности за кои сме се борели, за кои сме се ветували. Ви благодарам за разговор. Благодарам и на вас.